Јавното предпријатие ИСАР од ЕВН е блокиран за 250.000 евра по основ камати за долг кој е стар 23 години. Колапсот на ИСАР според Јорданов започнал во 2000-та година, кога тогашниот директор обврските спрема ЕВН не ги плаќал цели 4 години. Сега стигна време за наплатата низ астрономски камати. Повеќе од 20 години се акумулирал долг по основ на камати и по основ на неодговорно работење на раководствата на директорите на јавните предпријатија во извесен временски период во минатото. Јавното предпријатие во изминатите повеќе од 20 години имало ликвидни средства, но истите средства не завршувале за да се враќат долговите и обврските, туку ненаменски се трошеле, непродуктивно се зголемувале обврските на штета на јавното предпријатие. Во моментов сметката на јавното предпријатие ИСАР е блокирана и за предпријатието нормално да функционира потребно е итно овие пари да се обезбедат. Во насока на подобрување на состојбата во јавното предпријатие, ќе свикаме седница на совет, итна и вонредна седница на совет, со која што со ребаланс ќе издвоиме повеќе од 20 милиони денари за остатокот од оваа календарска година, да ги покриеме обврските кои што јавното предпријатие ги има од годините кои што изминале. Тешката состојба на ИСАР ја потврдува и директорот Зајков, кој сподели начини како ИСАР ќе се стабилизира. Прво нешто што ќе направи јавното предпријатие ќе донесе одлука за замрзнување на идни вработување во рамките на јавното предпријатие ИСАР. Сите оние вработени кои по основ на пензионирање ќе завршат со работни активности во јавното предпријатие нема да бидат заменети со нови вработувања и јавното предпријатие ќе започне функционална анализа врз основа на која ќе се утврди реалната потреба на бројот на вработените. Во јавното предпријатие во моментот работат 325 вработени. Меѓутоа, како што напомна и градоначалникот, поголем дел од овие вработувања се непродуктивни вработувања, тоест се вработени кои вршат работни ангажмани или работни активности кои не се директно поврзани со приоритетната дејност на самото јавно предпријатие. Освен ова, проблем со работењето на ИСАР, но и со другите институции во надлежност на општината според Јорданов е и друго. Што Државниот завод за ревизија констатирал ненаменско трошење на пари, констатирал неодговорно плаќење и работење за кое што надлежните институции на системот молчат повеќе од година и пол. И додека тие се соучесници со овој криминал затоа што молчат, секојдневно испорачуваат инспекции и гонат вештерки во општина Штип, бараат одредени неправилности кои што не можат да ги докажат. Инаку, вкупниот долг на јавното предпријатие ИСАР е околу 5 милиони евра и тоа спаѓа во редот на едно од најзадолжените во државата.